во живо. Мими, каква е состојбата на терен? Гледам повеќе изгорени автомобили за тебе. Да, Александар, голем пожар изби рано утринава, нешто околу 4 часот са Бајлево. Овде во населеното место Каменик, всушност попрецизно над поранешна стаклара. Преку 20 возила се изгорени во автосервис кој што е во приватна собственост, Тим 2000, кој што се наоѓа на ова место, но освен 20 автомобили, изгорени се и останати автоделови. Во автосервис имало повеќе запалливи материи, освен автомобилите и гуми и улје и така натаму. Пожарот бил на вистина голем, а го забележале жителите кои што се наречиси 20 на 50 на метри од самиот автосервис, пошто веднаш пријавиле во противпожарната бригада. 8 возила биле пристигнати и го гаснеле овој пожар се до 6 часот. Утрово, за среќа, како што кажа и ти, нема повредени. Евакуирано е веднаш населението кое што живее овде, оддалечено е од местото на пожарот. Полицијата веднаш интервенирала. Според оние информации кои што ги имаме во овој момент, собственикот на автосервисот, кој што не сакаше да зборува пред камера, вели дека ќе остави истражителите да си ја вршат својата работа, но тој не се сомнева дека има било какви проблеми, дека некој може да му се одмаздува, дека не станува збор за одмазда или за некаков вид на заграна, бидејќи немал никакви нарушени односи со било кого. Тој веднаш исто така пристигнал рано утринава во сервисот, вели дека штетата е навистина голема, во илјадници евра се пресметува. Но она што го добивме како снимка, како телевизија од видеокамери кои што се наоѓаат во околината, се гледа јасно дека овој пожар е подметнат, односно се гледа на оваа снимка како едно лице со капа на главата доаѓа и истура гориво врз автомобилите, влегува всушност во дворот на самиот автосервис, истура гориво низ сите автомобили, па и надворот сервисот од спроти, каде што има уште еден помал автосервис, пошто го пали и веднаш се прекачува и бега по уличката назад. Секако дека за сега нема официјална информација дали ова лице е пронајдено, но предлагам во продолжение да видиме оваа видеоснимка.
повикувам башка, него нели у позадина да иде доека зборам за тоа. Александар, се гледа јасно од овие снимки од видеонадзорот дека станува збор за подметнат пожар. Навистина голем пожар овде избувнал во автосервисот. Како што споменав, според некои официјални информации од страна на надлежните, целосно изгорени се околу 20 автомобили, од кои што дел биле хаварисани. Сепак станува збор за автосервис, оштетен и сервисот од спротива и таму се изгорени неколку автомобили. Разговарав и со дел од локалното население кое што живее овде, кои што буквално средено ги биле разбудени од страна на полицијата за да ги напуштат своите домови, па предлагам во продолжение да слушнеме што велат тие. Живеам на некои 50 на метри од објектот каде што гореше. Сабајлето се слушна прво една, така да речеме, послаба експлозија. После тоа дојде полицијата, ме замоли да се евакуирам и не тргна сите дека што сме во улицата, горе, најгоре на улицата на безбедно место. Пожарната беше присутна, успеа за кратко време да го локализираат и да го стават под контрола својот пожар. Пламенот беше многу голем, сепак се работи за автосервис, каде што има гуми, има улје. Дел од возилата, верував, нека биле со дел од гориво внатре, сепак, не беше sejedno да го гледате тоа и да стравувате за својот дом. Сепак, јас сум прв овдека на удар, што би се рекло. Многу жители ви има овде во мало. Па, да речеме, има 10 куќи од едната, 10 од другата, значи сепак 20 на куќи се работи. Осем овие тесни улички овдека кои што водат до овој автосервис, има ли некој друг пристап кој? Да, има еден друг пристап, таму е подив пат, така да кажам, среќа што постоеше и тој и затоа можеше за брзо време да се среди, значи пожарот под контрола. Александар, веднаш била исклучена електричната енергија, бидејќи како што може да се забележи и зад мене, веднаш до автосервисот на само неколку метри се наоѓа еден поголем електричен столб, за среќа и хаваријата не била уште поголема, односно катастрофата по настанувањето на пожарот во овој автосервис, и како со многу повеќе официјални информации ќе изластуваме во следните информативни изданија. Да, токму за тоа и остануваш на терен. Милијана Давидовска беше известуваше од пожарот во Скопската населба Пин.